поднесување барање за вршење ревизија. Дали знаете дека секое физичко или правно лице може да поднесе барање за вршење ревизија, доколку има сомнение за нерегуларности во работењето на конкретната институција? Не постои посебно утврдена форма преку која се поднесува барање за вршење ревизија. Едноставен пример што може да следи е овој. До Државен завод за ревизија, предмет барање за спроведување ревизија. Врз основа на Законот за државна ревизија, член 18, став 1 и 2 и член 19, став 3 и 4, поднесуваме барање до Државниот завод за ревизија да изврши ревизија на и ги наведувате институциите за кои барате да се изврши ревизија. Поради и ја наведувате причината поради која сметате дека треба да се изврши ревизија на наведената институција. Со ова барање од Државниот завод за ревизија бараме да се изврши и наведувате каков тип на ревизија барате да се изврши. По добиените барања, врз основа на утврдени критериуми, како што се задолжителноста за вршење ревизија, стратешките цели на институцијата, различноста на субјектот, буџетот на буџетскиот корисник, но и на ДЗР, поднесените барања за вршење ревизија, негативните мислења издадени во претходниот период и слично, ДЗР ја донесува годишната програма, во која ги истакнува институциите што ќе бидат субјект на ревизија во следната година. Во годишната програма за 2016 година ДЗР прифатила 6 од доставените 10 барања за ревизија. Во програмата за 2017 година биле прифатени сите 9 поднесени барања, додека пак во 2017 година до ДЗР биле доставени 70 барања за вршење ревизија, од кои 21 од барањата биле прифатени во годишната програма на ДЗР за 2018 година.